Почитувани гледачи, добар ден и добре дојдовте во новото издание на емисијата Супер Звезда. Веднаш кога до мене се наоѓа мојот денешен гостин, а тоа е Стојче Тоциновски. Стојче, добре дојде во Супер Звезда, како си? Добре, најдов, добро, благодарам. Многу ми е драго денеска што имам можност со вас да направам една прекрасна емисија. Впрочем, се наоѓаме во едно уметничко студио. Ајде вака за почеток да им откриеме на гледачите каде Супер Звезда денес гостува. Денеска Супер Звезда гостува во Фантаст уметничко студио, кое се наоѓа во трговскиот центар Бисер на КАТ. Така што ово уметничко студио го имаме отворено веќе 8 месеци со сопругата. Се со идеја за промовирање на ликовната уметност и афирмирање исто така на децата кои што доаѓаат тука да работат и да творат. Точно ли е тоа дека овдека сите мали стануваат големи уметници? Се надеваме дека ќе биде точно. Јас ти благодарам што си денеска мој гостин, ќе направиме кратка пауза. Ова е само воведот, почитувани гледачи. Значи станува збор за една интересна емисија која ќе ја снимиме на едно од најинтересните места во градот Скопје. Останете со нас, се враќаме после неколку песнички повторно во програма. Бидете тука. Почитувани гледачи, за оние кои малку подоцна се вклучија, денеска Супер Звезда се специјални ексклузивни гости во Фантаст, тоа е уметничкото студио кое се наоѓа во трговскиот центар Бисер во населбата Аеродром во градот Скопје. Разговараме со господинот Стојче Тоциновски, кој што е врвен уметник. Стојче, добре ми дојде во Супер Звезда, уште еднаш да те прашам како си. Добре, најдовме, добро, благодарам. Многу ми е драго што ќе имаме можност кај вас денеска да си поприкажеме, да поразговараме, да раскажуваме, да разгледуваме. Едноставно е вака сега да го почнеме нашиот разговор од тоа. Вие како што работите? Вака, јас и сопругата сме академски ликовни уметници, ликовни педагози. И нашето творештво се изразува малку е специфично затоа што откако сме заедно, а тоа е 5 години, почнавме да твориме заедно. Сакавме нашата ликовна уметност, едноставно сето тоа што сме го твореле претходно, едноставно да го споиме во една симбиоза и неизиното исконското на мојата сопруга и моето исконско да ги споиме во една уметност, еден изразен јазик. Специфично е тоа што заедно работиме на едно дело. Од идеја до реализација. Така, многу интересен начин тоа е, односно ова што може да го видиме на зидовите овде како се што можете да видите во нашето студио, самостојни ликовни дела немаме, се што сме твореле пред да бидеме заедно не е изложено. Ова се што ќе видите овдека е создадено од нас двајцата. Прекрасно. Ајде малку да се навратиме еве вака во твојата историја. Од кога ти почна да се бавиш со ликовната уметност? Одамна. Уште како дете јас тоа го паметат и моите родители, дека уште како дете сакав да бидам ликовен уметник. Нели, како секој дете, на бел лист хартија почнуваш да се изразуваш, го работиш тоа што ти е интересно. Знам дека пробував секој едноставно секој бел лист да можам да го искористам на моменти. Претвориш во уметничко дело? Да, дефинитивно. Исто така знам дека неколку пати пробав и на оние бели листови што останува од самите сликовници, но бев искрен дека на книгата не се црта и на книгата не се шкртка и тие ги оставив на страна, иако и денес имам по некој доказ од некоја сликовница каде што имам нацрткано по нешто, но како секој дете не гледам голема разлика помеѓу тоа што децата денеска сакаат да го творат и ние како деца сме сакале да го твориме. Тоа што нас не обкружувало во тој период, нели како деца сме биле каубојци, индијанци, не знам, партизани, германци и така натаму, сме го претвореле во цртеж, а денешните деца сакаат да го творат што денеска го доживуваат, не знам, витези, змеови и така натаму. Нешто што во денешно време е актуелно за нив. И не гледам некоја голема разлика помеѓу нив и нас, единствено тоа што како да кажам, не обкружува. Самото обкружување се има променето, па се имаат променето само мотивите. Инаку децата мислам дека си останале деца, како ние што сме биле, така и они. Денес продолживте да работите со деца, така ли? Така е. Со сопругата како дипломирани ликовни педагози решивме тоа што го знаеме ние, да можеме да го едноставно да го префрлиме на децата, едноставно да можеме да им го пренесеме. Тоа е многу важно, затоа што децата од
самото раѓање, од почнување на првата нивна моторика почнува да се креативни. А единственото и првото нешто преку кое што можат да се изразат е ликовната уметност. Знаете, креативно можат во опишувањето да се изразат дури од како убаво ќе се описмени, дури после 8-та, 9-та година или не знам, да музицираат. Но во ликовната уметност тоа е уште од своји 2 години почнуваат да шкрткаат, да пробуваат да наоѓаат начин изразен јазик. И според самата педагогија тие шкртки мртки полека се префрлаат, нели, во едни форми се развиваат и се развива до нели, секое дете со годините почнува да се го наоѓа тоа што го интересира, тоа што го сака, да може да го префрли на еден бел лист хартија, па понатаму да почнува да се изразува со боја и така натаму. И сето тоа да добива смисол. Дефинитивно, затоа што кај самите деца е многу важно, посебно во зборуваме во денешно време, каде што зборуваме дека сме еден 21 век и обкружени со една модерна технологија, можеме да кажеме дека ликовната уметност е повеќе од неопходна за децата. Затоа што кај самите деца заостанува малку моториката. Зошто го зборуваме тоа? Тие таблети, компјутери, се е она, нели, како да кажеме, куцање на таблети, на ова, но овдека им работат рачињата. Едноставно се што може. И на децата се посветуваме тоа што на децата им недостасува. Значи, часовите се најчесто индивидуални, се формираат мали групи, но се посветува внимание, програмата се прави според секој дете посебно. Ако има потреба од развивање на моторика, се посветува повеќе внимание од тоа. Ако треба да му се обрати повеќе внимание за боја, перцепција и така натаму, се посветува на тоа. Така што гледаме да бидеме со самите деца, гледаме да се посветиме и да се развијат како уметници во тоа што навистина нив им е потребно. Која е добра возраст да дојдат дечињата овде и да пробаат да цртаат заедно, односно да почнат да учат од вас? Нагоре. Од 5 години? Да. Па можат и децата цртаат секогаш, но мислам дека до претходно ние не сме многу потребни, нели? Но мислам дека од тука, од таа возраст па нагоре, слободно може да доаѓаат, најубаво е 6-7 веќе, каде што едноставно децата пројавуваат некоја желба, нели? Иако таа желба е најзначајна кога се појавуваат 10-11 години и веќе отприлика знаат што сакаат. Секоја возраст е добра, затоа што повторно ќе кажам, се развиваат голем број на способности, креативноста да не ја заборавиме исто така, која е многу важна. И едноставно во сите овие работи децата треба да уживаат. Ова се часови, не се часови на училиште за оценување и така натаму, ова се часови за уживање и учење. И опуштање, и максимално релаксирање, почитувани гледачи, гледате на колку убаво интересно место денеска сме дојдени специјално овдека со Супер Звезда да направиме една емисија и буквално да ги информираме сите оние дечиња родители кои сакаат да цртаат и кои ја обожаваат ликовната уметност, еве да видат каде можат да се надоградуваат и да се качуваат скала и скала погоре. Доаѓаат ли дечиња кај вас? Доаѓаат. Има од најразлични возрасти, имаме дечиња кои што се 5, 6, 7 години, а имаме и деца кои што едноставно зборуваме средна возраст, па дури и деца кои што сакаат да се спремаат за средно уметничко, за приемен испит, учени кои што сакаат да се спремаат за на факултет, И сето тоа е посебна подготовка. Една е подготовката за тој што сака, да се развива во уметноста вака, друга е подготовката за дете кое што сака за средно уметничко, а сосема е поинаква подготовка кој што сака да се запишува на факултет. За крај на овој дел сакам да ве прашам, во слободно време си продолжувате да творите заедно со вашата сопруга? Дефинитивно секој момент, секој слободен момент. Каде барате инспирација за сите овие дела кои што ги правите овде? Инспирацијата е во нас, но самата инспирација најчесто како што и гледачите може да видат на делата кои што се наоѓаат зад нас е најчесто природата, пејзажот. Тоа што исконско го содржавме во себе, сопругата пред да почнеме да работиме заедно ги работеше дрвијата, јас ги работев пејзажите со планините кои што доминира, едноставно да ги споиме тие две работи во едно, а понатаму и самиот наш пат се развива. Ние кога ќе ги видиме првите дела и овие, знаете како во самиот пејзаж па понатаму постанува поурбан, се појавуваат градови, се појавуваат села и така натаму. Знаат да се појават влюбени ликови, но секаде, скоро секаде, како препознатливо ги има планината и дрвото.
кои што се нешто трајно, вечно, секој дело има посебна собствена символика. Така, морам и пред гледачите да кажам дека прв пат кога го видов ова што вие го работите овде, реков дека вие сте како Џон Ленон и Пол Маккартни, сите тие хитови компонирани заедно, нив овде можат да се видат преточени овој пат во уметнички дела. Јас ти благодарам што си дел од ова наше денешно дружење. Претпоставувам дека и нашите гледачи се малку уморни, ќе направиме една кратка пауза, а бидете тука, се враќаме во програма за неколку минути. Почитувани гледачи, веднаш покрај мене се наоѓа Емилија Тоциновска. Еми, здраво, живо и добре ми дојде во Суперзвезда. Како си, Еми? Одлично. Многу ми е драго што денес имаме можност да бидеме овде кај вас, вие како сопруга на Стојче. Значи сте дел од цело ова уметничко творештво и дел од школата со дечињата која предводите овдека во вашето уметничко студио. Може ли малку повеќе да позборуваме за дечињата? Од која возраст најрано дечињата доаѓаат кај вас? Па нисме ограничени точно со возраст, можеби најмалиот член кај нас е од 5 години, па нагоре, затоа што имаме пријателки кои што доаѓаат кај нас и сликаат. Најважно е оној што ќе дојде во нашето студио да сака да слика, да црта. Така, значи тоа е да им... Мото. Така. Главното мото е да биде исполнет од внатре и со љубов и со душа да го пренесе она што го има во срце на хартија. Да биде отворен кон уметноста. Така. Кажете ми, кога се држат часовите кај вас? Па најчесто часовите се индивидуални. Тоа е најчесто и со договор со партиципиентот кој што доаѓа кај нас. Кога нив им одговара во кое време, па исто и нас, согласно со распоредот. Од прилика вака, за кои временски периоди станува збор? Нашите партиципенти најчесто се слободни во попладневните часови, затоа што од сабајле се со обврски дали работа, дали школа и поручек се слободни да дојдат. Еми, да ве прашам, убаво ли е да се работи со дечиња? Да, прекрасна, прекрасна. Ве враќа ли целата оваа дружба со дечињата и вас во вашето детство? Па добро, понекогаш. И јас се преиспитувам себе си или се потсеќам како јас сум работела и така ќе речам на ваши години јас така и така работев, цртав. И тоа. Лечете ли понекогаш инспирација од она што го работат дечињата заедно со вас? Па да, многу учам. Многу учам. И они се и креативни, а и даровити деца. Така, има ли големи таленти меѓу дечињата кои што доаѓаат кај вас? Да, има. Вака на голема радост има. Сакам да ве прашам, колку од прилика трае еден час? 2 часа, односно 120 минути. Значи 120 минути, не 2 школски, него 2 вистински часа, овие од часовников што се од по 60 минути. Значи на вистина долго траели. Тоа е целото време во кое што човек може на вистина да се изрази и она што го има во себе, да може да го пренесе на хартија. Прекрасно. Со какви техники се работите? Па зависи од потребата. Најчесто акварел користиме, акрил, моли, фломастери, зависи од возраста, дрвени боички и така. Така, има многу дружење, многу хумор на часовите? Па има, затоа што се индивидуални и така послободно можеме да се отвориме еден кон друг и да си кажеме многу работа. Прекрасно. Околу вашето заедничко творештво со вашиот сопруг, како се роди идејата? Кога настана тоа? Како се случи првата, би кажал, уметничка слика? Па уште првите наши средби на дружење размислувавме нормално при разговор за уметноста, размислувавме да почнеме нешто заедничко да твориме. И така се роди да моето исконско сликање на дрвата и неговите пейзажи да ги споиме во едно. Видовме дека тоа одлично иде како комбинација и така почнавме да се развиваме себе си. И денеска имаме чудо, овие зидови овде околу нас се исполнети со вашите прекрасни уметнички дела. Јас сакам да те прашам, уште многу работи, се надевам оваа емисија нема доволно време за да може да разговараме околку што јас би сакал. Сакам да те прашам, што мислиш за уметниците во Македонија? Какви уметници имаме денеска? Дали имаме добри, лоши во споредба со светот? На кое место се наоѓа Македонија? Па тоа е незахвално да се каже. Сепак условите кои што творат тие и нашите се многу поразлични. Меѓутоа, ние имаме даровити луѓе, тоа се гледа и по децата, а самата дарба е природна. И така да не би можела вака да споредам. Еми, сакам сега да ве прашам, во поглед на вашето работа со дечињата, сакам да прашам, зошто се одлучивте на индивидуални часови? Времето посветено со нив е многу важно вака и подобро, затоа што можеме целосно да се посветиме.
и раѓа поголем плод. Затоа што постојано ја следиме работата, движењето на раката, најчесто така на креативноста, кој што му е потребно. Значи на некои деца им е потребно да се развие креативност, на некој техника и така. На крајот што велат родителите, задоволни ли се? Па да, самите деца кои ќе ги видат дека се среќни и задоволни, и така со насмевка на лицето, тогаш тоа е тоа. Правите ли изложби со нив? Па досега не сме направиле, ама сме во план да направиме. Значи, првата каде идеја ќе се роди, кога ќе биде, јас ќе очекувам да ме повикате заедно со Супер звезда, ќе го промовираме тој момент. Ти благодарам уште еднаш што беше дел од ова наше дружење. Почитувани гледачи, ќе направиме кратка пауза, се враќаме во програма за неколку минути. Бидете тука. Почитувани гледачи, се враќаме во програма. Денеска Супер звезда, како што кажавме, се специјални и ексклузивни гости во уметничкото студио Фантаст. Нашиот разговор го продолжуваме со еден од основачите и сопствениците овде на ово уметничко студио, Стојче Тоциновски, инаку по занимање ликовен уметник. Кажавме дека уживате во вашата работа, нели? Уживаме. Има ли крај на ово уживање? Се надевам не. Се надевам не. Како ликовни уметници, уживањето мора да е составен дел од работата. Значи, а мислам и во секоја работа, нели? Тоа што сакаш да го работиш, мора да го уживаш. Инаку не верувам дека ќе го влоди оној вистински плод. А посебно зборуваме за уметноста, за ликовната уметност, па и за музичката уметност, зборуваме за пишаниот збор исто така, затоа што едноставно самата публика, самите луѓе, купувачи, потенцијални и така натаму, тоа го приметуваат. Знаете, они во самото дело ја осеќаат она трошка душа од авторот вметната во делото. И публиката и купувачите не можеш да ги излажеш. Ако ја нема, ќе ја сетат дека ја нема. Така е. Значи, вие, меѓу другото, ги продавате исто овие дела кои што се изложени? Се што е тука е продажно, така решивме и самото Фантаст уметничко студио функционира како здружение на граѓани за афирмација на ликовната уметност. Така што преку продажба на нашите дела, преку пренесувањето на знаењето на децата кои што доаѓаат овдека за да цртаат, едноставно да се потрудиме сето тоа да има една симбиоза како што има помеѓу мене и сопругата. Така, да вистина сте многу скромен како човек и не сакате вака јавно да говорите. Јас сепак не можам да го премолчам фактот дека сте магистар и дека подготвувате и докторска дисертација. Разговарав со наш заеднички пријател кој многу ми кажа за вас. Сакам едноставно да прашам, има ли крај на ова што сакате вие да се внесете и да се инвестирате во самата уметност, во самата ликовна уметност? Едноставно проградирате и одите чекор по чекор од ден во ден се повеќе и повеќе. Така е, мора да се оди чекор по чекор, ова е убаво кажано, затоа што и како автор некогаш, знаете, ќе пробате да прерипате скалила, што не е добро. И мислиме дека одење скала по скала е многу посигурно, затоа што ако прерипате, па ако се лизнете и паднете, паѓањето е многу тешко. Одењето скалила по скалила е многу посигурен, начин, но вродува голем плод. И се надеваме со сопругата дека едноставно ова нема да има крај. Едноставно како ликовни уметници сме се зарекле дека ќе твориме додека можеме. Тоа го имаат покажани многу светски автори кои што едноставно без разлика на изнемоштеност и на годините творат се до своето упокојување. Така што мислам дека самата уметност, творењето за било која уметност, зборувам, да се надеваме дека можеме само да се развиваме и дека ова наше знаење можеме целосно да им го префрлиме на наредните генерации, кои што едноставно ќе бидат наследници на нас постарите генерации и да го продолжат ова сето понатаму. Така, да ве прашам, еве вака како човек од фелата, уметничката фела, има ли Македонија добри уметници? Има. Јас мислам дека има, како секаде во свет. Мислам дека и Македонија не заостануваме многу, напред сме и во ликовната уметност, така што сепак мислам дека многу е полесно за разлика од порано каде што како автор
учествуваш, ќе се избориш да учествуваш и на ликовни колонии, на изложби. Со супругата зад себе имаме голем број на ликовни изложби, ликовни колонии, групни ликовни изложби, затоа што ние како автори, едноставно кога работиме, не пробуваме само да му се даде делото, туку на самиот купувач да земе дело од уметници кои што едноставно си го афирмираат името. Утре други ден да кажат дека овие уметници имаат творештво, имаат изложби зад себе. И во земјава, и во странство, што значи дека не се оние единствените кои што ги виделе овие дела, едноставно автори кои што го водат своето творештво и надвор од границите на оваа земја, но едноставно и сето тоа творештво, дека едно парче дел од нивната душа и нивната уметност, утре други ден ќе го имаат и они дом. Прекрасно кажано, да сте ми жив и здрав. Со оглед на тоа што едуцирате дечиња, би сакал сега да ве прашам, што гледате кај овие деца? Ки има ли некој голем талент? Можно ли меѓу овие мали дечиња се крие некој големо име во иднина? Многу можно. Многу можно. Јас мислам дека кај сите деца се крие голем уметник, зависи од нив, зависи од родителите, поддршката на родителите, поддржување во тоа што детето сака да го работи. Овдека сепак велиме, утре други ден ова дете и не мора да биде уметник, но едноставно моментот што го прави среќен да се изрази, а понатаму, повторно ќе речем, имаме ученици кои што сакаат да се запишат во средно уметничко, потенцијални ликовни уметници, имаме потенцијални академски ликовни уметници кои што сакаат на академија да се запише. Така што мислиме дека е многу важно. Ликовната уметност е важен дел од животот на еден човек. Во моментот не само дечиња не гледаат и нивните родители. Што би им порачале на сите оние родители кои приметиле дека нивните дечиња се особено талентирани за овој вид на уметност? Слободно да ги пуштат без разлика на гласините, дали уметникот може да преживее, не може да преживее и така натаму, или вакво е школото, онакво е школото, не. Едноставно не верувајте, детето оставете го да се изразува како што треба да се изразува, и иднината на децата, верувајте дека ќе биде многу подобра дури и од нашата. Во овој период децата се толку научени на онаа глобализација преку компјутери, таблети и така натаму, да утре други ден како наша генерација која што нас не е малку потешко да се вклопиме во ние интернет продажба на интернет страници и така натаму, на овие деца ќе им биде тоа многу полесно. За нив предстои и веќе предстои еден полесен период на една онаа интернет продажба, зборуваме каде што децата едноставно нема потреба да отвара галерија или едноставно изложување на сопствените дела преку интернет и продажба во цел свет. Каде што целиот свет е пазар. Ќе може директно од галерија да прода едноставно. Така што се надеваме дека и ние, но мислам дека и самите деца имаат многу посветла иднина а така и треба да биде. Да се надеваме за нивно подобро. Да ме прашам уште нешто, пред малку спомнавте, можело, не можело да се преживее. Како е навистина? Може ли да се живее добро како ликовен уметник во Македонија? Па мислиме дека може. Може. Бара многу труд, бара многу работа, бара многу работи за досредување во смисла како уметници, а знаеме светот како функционира, дека еден уметник треба да има менаџери кои што едноставно овдека сме малку како уметници оставени сами да ги вршиме сите останати работи, но мислиме дека предстојат подобри времиња, каде што ги повикуваме и оние што се зборуваме кои што имаат завршено бизнис менеджмент, слободно секој нека фати по неколку уметници и нека се ангажира за продажба на делата, затоа што сите ќе имаме ќар, не само зборуваме она народно ќар, зборуваме не само ликовните уметници, туку и тие менаџери кои што едноставно ќе се нафатат за една благородна работа. Ајде уште еднашка пред крајот на ова наше денешно дружење да кажеме и да повториме зошто е убаво дечињата уште од мали да и се посветат на ликовната уметност. Затоа што децата уживаат во тоа и повторно ќе повториме голем број на способности се развиваат кај нив. Повторно ќе ги кажам, моторика, перцепција, креативност, естетика, да не заборавиме. Значи, сето тоа понатаму ќе се одрази на нив, кога ќе пораснат како возрастни граѓани на оваа држава,
едноставно ќе се одрази на нив, а они па ќе бидат одраз на нашето општество. Така. Ти благодарам уште еднаш кој што беше мој денешен гостин и се гледаме Се повторно. гледаме. Почитувани гледачи, тоа е моментот да се одјавиме од оваа, јас како што ви ја нарекол, фабрика која што малите дечиња ги претвара во големи уметници. Ви благодарам на вас и вашата сопруга што ми дозволивте денеска да бидам со супер звезда ваш гостин. А сега, почитувани гледачи, тоа е моментот кога ја одјавуваме нашата денешна емисија. Бидете живи, здрави, весели и среќни. Се гледаме во новото издание на емисијата Супер звезда, која ќе биде за 7 дена од сега. А до тогаш бидете живи, здрави, слушајте ги мама и тато и сакајте ликовната уметност. Чао, пријатно и до гледање. Чао!